Значи, како што беше најавено пред месец и половина, имавме некоја надеж дека ќе се решава проблема во нашава фабрика. Ние добивме една плата пред 40 на дена од прилика и решивме со промена на директорот дека ќе продолжиме со работа. Се случи тоа, си дадена повиклива оставка директорот. Дали е прифатена или не е прифатена до ден денеска ние не знаеме. И веќе дојде време за наредна плата и помина тоа време, ние до ден денеска немаме земено плата. Ние во овој месец работиме без директори, по добра волја на сите овие вработени. Се обавува сите обврски, до сега без никакви проблеми. Ама од денеска решивме да излеземе на пресконференција и да предупредиме владава дека доколку во овие 2 дена не ни исплати плата, како што беше ветено, дека секој месец ќе земеме плата, дека ќе излеземе радикално и од понеделник почнуваме повторно со протести, блокирање на патишта и повторно поставување на шатори пред влада, мислиме да одиме за Скопје. Ние се јавуваме, меѓутоа нашите повици се изгледа безуспешни. И затоа би го замолил премиерот господинот Зоран Заев барем малку да ги слушни овие наши проблеми, затоа што 3-4 пати преговаравме со господинот вице-премиер и после изгледа сето е тоа безуспешно. Знаеме дека клучот е кај премиерот. Не клучот, меѓутоа едноставно без негова согласност никој не сака да загризи да почне да го решава проблема. Еве, 6 месец веќе од кој имавме средба со Заев, значи никој нема мрднато ни 1 милиметар. Никој не сака да го види нашиот проблем и зошто штрајкуваме, зошто сакавме директорите да ги смениме. Доста криминал му открија и никој ништо и денеска и ден денеска не сака да кажи што е, како е и не држа во известност, си купува време едноставно. Затоа еден апел до премиерот, значи не сакаме многу една делегација да не прими, да си ги кажеме маките, за да не иди до вакви немили ситуации, како што рече председателот, пред влада со шатори, сега на 60 години ние да се малтретираме, да блокираме патишта и ред други работи. За жал повторно се видовме пред капијата на 11 октомври, бидејќи очигледно е дека нешто има во работите. Ниеден од договорите кои што беа постигнати на последната средба не се почитува. Осем исплатената плата, другите работи воопшто, еве нема директор, не ни има најава, бидејќи треба да се одржи собрание на акционери, па да се после тоа да се избираат органи на управа, односно управен одбор или орган на управување и дури после тоа директор, значи тоа е безмилосно изгубено време, а во рок од 6 месеци требаше да се реши проблемот. Веќе помина месец и пол од моментот кога требаше да се реши проблемот, една плата исплатена е, али од други работи не се решаваат. Нити прашањето на технолошкиот фишек е покренато, бидејќи нема кој да го покрени. Работниците работат, ама тоа е работа која што не е организирана, бидејќи очигледно е дека треба да има соодветно раководство. Така да ова е еден апел во најскоро време мора да се отпочне со решавање на проблемот, бидејќи во спротивност, јас како што и денеска слушнав, работниците се спремни дури и колективно да потпишат отказни решенија, се со цел, ако може некако проблемот да се реши. Ако веќе се проблем работниците, тоаш и на таков чекор се спремни да се одлучат.